преку практични совети до намалување на врсничкото насилство. Ова е начинот на кој експертите предлагаат да се решава овој проблем. Првично преку негово препознавање, а потоа и преку спречување насилство во училиштата. Младите се поретко го препознаваат насилството, а често се учесници во истото и тоа мора да се промени, велат од Меѓаши. Во спротивно, од детската амбасада тврдат дека насилството ќе се повторува и бројот на жртвите од булинг постојано ќе расте. Децата имаат потреба да бидат слушнати, да се разговара со нив, да имаат сигурен простор, да го препознаваат врсничкото насилство, да кажат не, да се стават во функција на заштита на детето жртва и да се спротивстават. Ако тие што го гледаат насилството не се спротивстават, тие се соучесници, на тој начин можат утре истите тие соучесници да бидат жртви. Дел од родителите, кои денеска присуствуваа на промоцијата на водичот за улогата на родителите во превенција и справување со насилство во училиштата, изјавија дека водичот ќе им биде од голема помош. Некои од нив признаа дека носат и дел од вината за тоа што се случува помеѓу децата. Средношколците пак бараат заштита и почитување, како од родителите, така и од стручните служби. Во овој момент одгледуваме презаштитени деца. Сметам дека родителите треба да действуваат од најраната возраст. Децата учат она што го гледаат од родителите и затоа сметам дека е одличен овој потекст со водичот да некој почне да не едуцира нас како родители. Тоа е таа негативна асоциација која што ја спомнав претходно, всушност дека стручните служби служат само за критикување на учениците. Јас лично стручната служба ја гледам како еден безбеден простор каде што младите ќе можат нивните мислења, нивните проблеми да ги искажат. Во последните 3 години Министерството за внатрешни работи констатирало речиси 200 настани со насилничко однесување помеѓу учениците, а најголем дел од инцидентите се случиле во главниот град Скопје.